Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Одлично е што сега не слушаш. Дали имаше добар Божик? Многу луѓе во целиот свет го слават Божик и им е мило што се роди Исус, вечниот цар. Но на една личност, пред речиси 2000 години, тогаш не е било мило. Тоа бил царот Ирод. Се плашал да не го загуби престолот и затоа се подготвувал, штом ќе слушне од мудреците каде се родил царот, да го убие бебето Исус. Но мудреците не се вратиле во Ерусалим, зашто Бог во сон им рекол да направат нешто друго. Не враќајте се кај царот Ирод. При враќањето во вашата земја одете по друг пат. Тие го направиле токму тоа. Оној кој лично го познава Исус, со задоволство му се покорува. Се вратиле по друг пат до нивниот дом. Како и да е, опасноста не исчезнала. Бог му кажал на Јосиф во сон што треба да направи. Стани, земи ги детето и сопругата и бегај во Египет. Остани таму додека ти кажам да се вратиш. Ирод ќе направи се што може за да го убие детето. Јосиф го сакал Бог и веднаш послушал. Дали и ти му се покоруваш на Бог кога ќе ти каже да направиш нешто? Среде ноќ, Јосиф станал и избегал во Египет со Марија и бебето Исус. И токму навреме, зашто Ирод веќе забележал дека мудреците не се вратиле кај него. Разгневен, тој издал ужасна заповед. Убијте ги сите машки бебиња на возраст до 2 години. Оваа заповед треба веднаш да се изврши во Витлеем, како и во целата околна област. Зар Ирод бил луд? Тој предизвикал многу голема болка и тага со таа заповед, но не можел да го најде бебето Исус. Не можел да му наштети. Кога Исус имал околу 3 години, омразениот цар умрел. Ангел му го соопштил тоа на Јосиф во сон. Стани, земи ги детето и мајка му и врати се во Израел. Сите што сакаа да го убијат детето, се мртви. Бог не требало 2 пати да му каже на Јосиф. Јосиф му верувал на Божиот збор и бил послушен. Се вратил со Марија и бебето Исус во нивниот дом. И таму, во Израел, во малото градче Назарет, израснал Господ Исус, како што предскажал Бог. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!